Во Турција сега станува ризично и за спасителите. Кај некои тимови веќе се појавиле знаци на болести, главно од кожна природа, но има лаксаност поради условите и природата на работата. Па во тимот кај нас сега ситуацијата е добра, има појавено настинки, бидејќи има многу ниски температури, има појавено лаксаност кај пожарникарите од работата, но моментално сме добри. Штипските пожарникари се добри и тие пред време успеале да го расчитат објектот за кој беа ангажирани. Во моментов се во шаторите и чекаат понатамошни инструкции. Со Дирекцијата за заштита и спасување и македонскиот тим се во постојана комуникација со Анкара и оттаму очекуваме да дадат наредба дали ќе има наше повлекување или ќе одеме на друг објект. Бидејќи нашиот објект што беше даден разрушен, од наша страна беше завршен. До овој момент најави за испраќање на втора екипа во Турција нема, но од општината велат дека доколку за тоа има потреба, истата ќе биде испратена. Во координација со Дирекцијата за заштита и спасување и координација со турските власти, доколку има потреба за нова екипа, за нови тим на пожарникари кои што би заминале, дополнително ќе бидеме информирани како општина, како територијална противпожарна единица, така да во следните денови ќе имаме информација дали е потребно нов тим да замине од општина Штип и да помогне во настраданите подрачја. Во градот Адијаман од Штип заминаа 5 пожарникари. Досега тие таму завршија огромна хумана работа, а врв е спасениот човечки живот.